Вести во 18 часот. Добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Трудовиот инспекторат констатирал пропусти при обезбедувањето на земјиштето во кисела вода. Експертите предупредуваат дека импровизациите носат животи. Македонија не е безбедна за македонскиот работник. 6 мина во притвор за шемата со нелегален ботокс. За останатите куќен или мерки на предпазливост. Докторите предупредуваат пациентите да отворат 4 очи. Сме имале пациенти кои што доаѓаат со затворени очи ради тоа што биле боцкани од козметичари. Американска делегација тргна на преговори во Пакистан. Иранската дојде, но нема намера да седне на маса. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. Скандал ја тресе владата во Тирана. Ги навредил ли шефот на албанската дипломатија албанците во Македонија? Дурмиши бара јавно извинување. Им ги поместиле гробните места за да обезбедат простор за нови. Семејства шокирани од самоволието на вечните почивалишта во Сингелич. Телата не се поместувани, туку се зацементирани од скора. Поместени се и другите два гроба. Пропусти при мерките за заштита од обрушување на земјиштето, констатирал Трудовиот инспекторат по увидот на градилиштето во Кисела вода, каде што вчера загина работник, а 4 беа повредени. На изведувачот му е изречена привремена забрана за вршење работи на местото на трагедијата. Состојбата на повредените е стабилна. Сања Трајковска-Ставров има повеќе. Рабовите на дупката за темелите не биле подградени. Немало заштита од обрусување на земјиштето што ги потрупа работниците на градилиштето во Кисела вода. Ова според Државниот инспекторат за труд е причината за трагедијата што се случи вчера, чиј биланс е 1 починат и 4 повредени. Од инспекторатот за Канал 5 потврдуваат дека сега на изведувачот му е забрането да работи. Од областа на безбедност и заштита при работа, утврдено е дека не биле превземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрусување на земјиштето, што е причина за несреќата на работа. Дадена е усмена забрана за работа на градилиштето, нотирана на првичниот записник и задолжение да се достави целокупната документација, која се однесува на безбедноста и здравјето при работа. Забраната ќе трае се до одстранување на причините за несреќата, односно додека не се обезбедат сите мерки на заштита. На местото на трагедијата, денес пагирите не работеа и нема никој. Ден потоа, Тивко е на градилиштето во Кисела вода, каде што вчера еден работник го загуби животот, а неколкумина беа повредени. За сега нема одговори како дошло до одрон на земјиштето кое ги поклопило вработините додека работеле на јама за темели на зграда. Изведувачот Јакимовски Дуел не сакаше да коментира ништо во однос на случајот и стандардите за безбедност. Иако оттаму одговорија на нашите повици, надлежниот ни кажа дека му пречиме и го прекина разговорот. Еден од повредените што се здоби со потешки повреди и е опериран, се уште е на Карил, но лекарите од травматологија велат дека е задржан поради неопходноста од обсервација. Останатите тројца ќе бидат пуштени на домашно лекување. Пациентот примен на Карил вчера е опериран, тој е во добра општа состојба, оперативниот тек помина уредно. Се уште е на Карил заради следење и мониторирање на неговата состојба, инаку тој е свесен, контактибилен, обезболен. Од пациенти кои беа примени на оддел за травматологија, еден пациент имаше дислокација на лев лакт, тешка телесна повреда, да речеме, и тоа е репонирано и сметаме дека ќе помине вака со конзервативен третман. А останатите двајца што беа на одделение беа со површински повреди по телото, контузии, да речем. Иако во Македонија нема стандардизиран регистар за повреди и смртни случаи на работното место, податоците од инспекторатот, Институтот за јавно здравје, но и информирањата на медиумите нотираат раст во бројот на жртви. Според последната анализа, во 2024 имало над 130 несреќи, а 15 починати. По трагичниот случај, во кој што загина работник, но и минатите лоши искуства, експертите велат дека стандардите постојат за да се почитуваат.
Милан Петковски, искусен познавач од областа на заштитата при работа, за Канал 5 вели дека секоја импровизација чини живот. Македонија не е безбедна за македонскиот работник. За да го направиме тоа, да ја смениме таа црна статистика, мора да делуваме на неколку сегменти, на неколку делови. Почнувајќи од почитувањето на законот. Законот кој го имаме во Македонија од 2007 година, и тој самиот по себе го назначува единствениот одговорен тука, тој е работодавачот, кој е задолжен да обезбеди безбедни и здрави работни услови. Оној кој го врши надзорот, тој е државниот трудов инспекторат, кој што нема задача да прави проценки на ризик, нема задача да доаѓа да ги работи работите наместо работодавачот или работникот, него има како во еден фудбалски надпревар да биде судијата кој што ќе потврди дека се игра според однапред дефинирани правила. Но секако е тука и третата страна, а тоа е работникот кој не смее да биде нем наблюдувач и да чека дека некој неговите работи ќе ги заврши, него едноставно ќе биде оној кој ќе бара да има безбедни и здрави работни услови на неговото работно место и да каже кога се чувствува дека не е нешто безбедно да престане дури во екстрена ситуација да престане со работата. 6 мина во ефективен куќен притвор за 4, за 9 лица пак мерки на предпазливост. Ова е епилогот од акцијата поврзана со нелегален увоз на медицински препарати, во која што се опфатени и доктори од клиники, сопственици на дерматолошки ординации, но и еден цариник. Осомничените делувале во организирана шема за набавка и дистрибуција на нелегален ботокс, филери и други препарати, кои што биле употребувани кај пациенти за естетски интервенции. Михајло Видимлиски. 6 лица завршија во ефективен 4 во куќени 9 мина со полесни мерки на предпазливост по акцијата на обвинителството и полицијата за нелегален увоз и дистрибуција на ботокс и филери во Скопје, Струмица и Битола. Доцна синоќа Скопскиот кривичен суд одлучуваше по мерките откако беа сослушани сите осомничени. Од доставените 11 предлози за определување мерка притвор, обвинителството по сослушувањето на осомничените за 2 лица го приначи предлогот во мерка во куќен притвор, од кои судот едниот го прифати, а другиот го одби и определи мерки на предпазливост. Од останатите 9 предлози за притвор, судот уважи 6, а одби 3 на овие тројца осомничени, им определи мерка куќен притвор. Во истрагата се опфатени вкупно 19 лица, се сомничат за кривични дела, злосторничко здружување, повреда на право од индустријска сопственост и неовластена употреба на туѓа фирма и примање подкуп. Со пријавата се опфатени и 6 правни лица. Помеѓу апсените се доктори од јавната здравствена установа 8 септември и Скопската универзитетска клиника за дерматологија, како и сопственици на приватни дерматолошки ординации и лица кои организирале транспорт и дистрибуција на нелегално внесени лекови и медицински помагала. Во текот на 2026 година, групите организирано набавувале фалсификувани медицински лекови и медицински помагала, вклучително и ботокс од Србија, Кореја и Турција, кои нелегално ги внесувале на територијата на државата со цел нивно складирање, дистрибуција, продажба и апликација врз трети лица. Дел од осомничените, иако биле целосно свесни дека станува збор за лекови и медицински помагала што не се увезени согласно законските прописи и за кои не постои одобрение, упатство или декларација издадена од Малмет, сепак вршеле естетски интервенции со што директно го загрозиле здравјето и животот на граѓаните и предизвикале сериозна општа опасност. Осомничен е еден царински службеник, кој во 2 наврати примил подкуп за да овозможи влез на нелегална стока во државата, без да биде извршена задолжителна царинска контрола. Во истрагата, како што информира од обвинителството, опфатени се и блиски сродници на дел од осомничените, кои ако знаеле за нелегалните активности, активно учествувале во преземање, складирање и чување на нелегалните лекови и медицински помагала во своите живеалишта. Ботоксот се смета за безбеден ако го аплицира стручно лице, но доколку се работи за нелегален препарат, може да предизвика сериозни здравствени последици. Од клиниката за пластична хирургија велат дека третманите мора да се изведуваат од лиценцирани установи и квалификуван кадар. Елизавета Дамјановска-Спасеровска.
Месечно по неколку жени со неприродни промени на лицето и со загрозено здравје, како последица од нестручно и во несоодветни услови инјектиран ботокс, барале лекарска помош на клиниката за пластична хирургија. По скандалот во кој беше обелодинато дека фалсификуван ботокс бил увезуван и применуван кај пациентки, директорката на клиниката за пластична хирургија, специјалист Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, апелира до пациентките да ја следат состојбата и доколку забележат промени, да побараат помош на клиниката. Не би требало да има некои големи промени, дејството на самиот неуротоксин сигурно би бил помал за разлика од нормално, но тоа не значи дека тој е фалсификуван или може и само недобра апликација да ги даде истите симптоми. Значи, сепак само би препорачала, доколку они осетат нешто невообичаено во самиот процес на, после апликацијата, во првите 10 до 14 дена да се јават на лекар. Сепак лекарот би знаел што понатаму и како треба да се постапи доколку има некоја компликација од ваков вид на неуротоксин аплициран или на хиалуронски филери. Докторката напоменува дека секој легален производ, неуротоксин или хиалуронски филер, има свој серијски број, код и рок на употреба, па од тука апелира до пациентките. Најпрво добро да се информираат за квалитетот на препаратот, но и да обрнат внимание дали студиото за убавина има лиценца за примена на антиејджинг препарати. Сме имале пациенти кои што доаѓаат со затворени очи ради тоа што биле боцкани од козметичари. Имаме пациенти кои што доаѓаат боцкани од непознат филер со грануломи, со инфекции. Исто така тоа може да го даде и несоодветно аплицирање на самите и да се увезени кај нас легално, што ги имаме кај нас на листата увезени хиалуронски филери, ако имаме недобра апликација, исто така може да дадат компликации. Доктор Павловска исто така објаснува и дека во тек е изготвување на законот за јавно здравје, со кој се очекува ботоксот да биде одделен од категоријата на трајна шминка, а истиот да може да го аплицира само стручен кадар со стекната лиценца преку тренинзи и обуки. Стручните лица велат дека кога материјалот ќе навлезе во крвотокот, може да настане прекин во крвоснабдувањето, а последиците може да бидат некроза на ткиво, оштетување на лицето, мозочен удар, дури и слепило. Скандал со неквалитетен ботокс ја потресе и Бугарија, кога 11 жени биле хоспитализирани во болницата Пирогов, непосредно откако биле подложени на третман. Носењето закони по скратена постапка беше тема на денешната дебата за улогата на собранието во процесот на пристапните преговори во Европската Унија. Спикерот Гаши уверува дека речиси 90% од законите што ги предлага владата се во редовна постапка. Тоа што можеме да го направиме е преку политичка култура, преку укажувања, преку една заложба искрена да го спречиме тоа. И што се однесува до европското знаменце, веќе во првиот извештај на Европската комисија, тоа е наведено дека не е наведен ниту еден пример на злоупотреба на европското знаме за овие 2 години. Се злоупотребува последниве 2 години, ќе морам да го коригирам тука председателот на собранието, скратената постапка како таква, и тоа е нотирано и во последниот извештај на Европската комисија од 2025 година, скратената постапка за закони за кои што треба да одат во редовна постапка. Зошто? Затоа што сите закони се политики на оваа држава. Владе во последно време една сериозна дисциплина во владата и опомени од страна на премиерот, од страна на вице-премиерите ги предупредуваат министрите да не поднесуваат закони по брза постапка. Има одреден дел закони кои што се усвојуваат по брза постапка, односно се нудат за усвојување во брза постапка, потоа зависи нели од парламентот како ќе ги усвои, затоа што за нив треба да речеме се менува еден член од законот. Од СДСМ обвинуваат дека во владата на премиерот Мицкоски денес имало повеќе бугарски пасоши отколку што можело да се замисли. Значи, што се случи?
Премиерот ретерира поради следно. Во среда, премиерот беше Комитета Христијан, кој што ќе се бори за македонските интереси. Во четвртокот стана Мицковски уставобранителот. Да не чуди да се повлече целиот закон, затоа што не може Мицковски и целата партија да објаснат како тоа да важи законот за оние кои што се во собранието, за пратениците, а да не важи за неговите министри, така натаму. Проблемот е што веќе е евидентно дека во ВМРО ДПМН е преполно од највисок ешелон со бугарски пасоши. Министри, пратеници, доначалници, директори на јавни предпријатија. Од ВМРО ДПМН пак возвраќа дека лидерот на СДСМ Филипче, како што велат, служејќи му на Заев, го блокирал патот на Македонија кон Европската унија. Венко Филипче очигледно доби сила откако газдата Зоран Заев му се појави на Бихачка и повторно се засили да држи пресови и да си игра портпарол. Филипче ретерираше од ставот, поточно заканите што ги кажа пратеникот Митко Тречулевски дека ќе излегле од собрание ако се укинела техничката влада. Ретирирањето е можеби една работа за која можеме да кажеме дека е добра, затоа што СДС се враќа на изворната идеја за укинување на техничката влада. Но има еден јасен факт, а тоа е дека Филипче и СДС никако да се придвижат во насока да направат нешто добро за Македонија. Во нивниот речник нема ништо добро за Македонија. Американска делегација тргна на преговори во Пакистан. Иранската дојде, но нема намера да седне на маса. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. Неколку семејства од Скопје обвинуваат дека погребалното предпријатие Бутел буквално ги вандализирало погребните места на нивните блиски, во обид, како што велат, да обезбедат поголем број места на гробиштата Камник во Сингелич. Од предпријатието одговор најавија за следната недела. Афродита Рамос. Шок и неверување за три семејства, кога дошле на вечните почивалишта на нивните најблиски на градските гробишта во Скопски Сингелик. Наместо гробни места нашле бетонска основа врз ковчезите, а на помалку од 50 на сантиметри од лежиштата на гробните места биле ископани нови слободни парцели. Вчера во 18 часот дојдовме со цел да запалиме свеќе, бидејќи 3 месеци беше од починувањето на мојот супруг и затечено е тотално поместување на гробното место. Мојот супруг буквално е закопан помеѓу овие две цигли волку доле. Не е само мојот, телото на супругот, гробот, телата не се поместувани, туку се зацементирани од згора. Поместени се и другите два гроба. Значи како што не се ставени бекатунките, така треба да изгледаат и другите два гроба. Тука се 3 гроба, немаше празен гроб помеѓу мојот супруг и помеѓу тони што е закопан. Сега да кажете дека ковчегот на вашиот супруг се наоѓа под бетонот, да. Освен недостоинствената состојба во која сега се наоѓаат овие вечни почивалишта и неколку околу нив, неодамна општината Газибаба го стеснила патот кој поминува над гробиштата, што создало опасност од одрон врз гробовите. Но како што тврдат ожалостените семејства, ниту општината, ниту акционерското друштво за погребни и придружни активности Бутел не превзеле одговорност. Патрошоците за изградба на подпорен зид над парцелите паднале врз семејствата. Според парцелите што ги имаме, ова е 9 гробно место. Тие беа 7, 8 и мојот сопруг беше 9, а сега ова како ќе го крстат 7,5. Константно вознемирување. Првото вознемирување беше кога го праве асфалтот. Веројатно даде Бутел за да ги поместат гробиштата понагоре, пошто ви кажувам дека телото на мојот сопруг лежи до овде негде. Кој скасапија патот. Исто така не кажа дека нема да има подпорен зид затоа што не била нивна надлежност, но општина Газибаба исто така не е нивна надлежност, пошто нивна надлежност е патот. И ние сами да си го направиме, и тоа прифатевме, ама не прифаќаме, ова е вандализам, буквално сега да згазам на телото. Од Ада Бутел засега не сакаат да коментираат како е направен ваков превид, поради кој дошло до целосно изместување на гробните места, но најавуваат информација од увидот во понеделник.
Неофицијално се работи за така наречени ексклузивни гробни места, а трошоците за нив надминуваат и преку 320.000 денари, бидејќи иако самото гробно место чини 12.000 денари за да го добијат, семејствата тврдат дека морале да се согласат Ада Бутел да ги изготви надгробните плочи. Министерството за здравство објави јавна набавка за 100 нови амбулантни возила со надградена медицинска опрема, кои што ќе бидат распределени во јавните здравствени установи низ државата, соопшти министерот за здравство Азир Алију. Инвестицијата е вредна околу 7,5 милиони евра, а во тек е законскиот рок за поднесување понуди од заинтересирани компании. Според министерот Алију, набавката на 100 нови амбулантни возила значително ќе го напреди капацитетот на здравствениот систем. Тие ќе бидат опремени со современа медицинска опрема, а нивната распределба ќе овозможи подобра покриеност на територијата, со посебен акцент на руралните средини. Тоа беше се во ова издание. Гледајте ни во вечерното. До тогаш пријатна вечер.